Крешник Бектеши, министерот за економија, очекува во наредниот период да падне цената на пченицата и на сончогледот поради новата жетва, како и на цените на производите поврзани со овие култури. Маслото за јадење во наредните денови би требало да почне со намалување на цената. Треба да поевтинат производите што зависат од суровини како што е пченицата и сончогледот. Рече Бектеши, министерот очекува маслото за јадење да поевтини за најмалку 20% и најави дека доколку продолжи трендот на намалување на цените на суровините, а при тоа нема намалување на цените во преработката и трговијата, тогаш владата ќе мора да интервенира. Во моментов цените на маслото за јадење се варијабилни и се движат од 140 до 175 денари за литар во зависност од производителите, но за граѓаните овие цени се превисоки, а оптимизам дека ќе се намалат речиси нема. Не. Се нагоре оде, нема надолу врачање. Па не, ја мислам доволно е. Баш сега бев во иностранство, цената е горе-доле иста секад. Во таква ситуација, потенцира Бектеши, ќе се случи следното. Тогаш ние, согласно Законот за трговија, ќе предложиме пред владата одредени мерки како и замрзнување на цените или на маржите, се со цел да нема злоупотреби на грбот на потрошувачите. Компаниите ова го знаат, затоа што ние на дневна основа ги следиме податоците. Нагласи Бектеши.